Вести во 18 часот. Добар ден. Почнуваме со прегледот на насловите. Поминаа 2,5 децении од масакрот кај Љуботенски Бачила. Сеќавање на жртвата и споменот на 8 загинати македонски бранители. Син ми 25 години. Ја останав мајка да се бори. Паѓаат цените на горивата од полноќ. Дизелот поевтин за 8, а бензините за 4 денари за литар. Силно светнал ден. Музичкиот карван за 35 годишната независност тргна од Охрид. Партиски полемики за знамето на сцената. Колапси сообраќајки. Расте бројот на повици до итната помош. Во следните 2 дена уште потопло. Температурите утре задочно ќе стигнат до 40 степени. Над 1 милион луѓе евакуирани во Кина пред налетот на тајфунот Делфин. Светските мориња во јули достигнаа рекордни температури. Топлото време ќе кулминира во следните 2 дена со температури од 40 степен. Од четврток жештините ќе попуштат, но високите температури и ветрот се можни ризици за појава на пожари. Од ЦУК апелираат на поголема внимателност. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Од утре повторно температури од 40 степени, за 2 степени потопло од денеска, велат од УХМР. Според прогнозите што ги следат, во секој момент синоптичарите за вечер најавуваат нестабилност во делови од земјата, а пат на температурите ќе има од четврток. Температурите утре задочно ќе стигнат до 40 степени, денеска до 38. Заладување од неколку степени ќе има во четврток и петок, кога ќе има услови за ќе има нестабилност со пораен дожд, засилен ветер и грмежи, а наместо локално ќе има услови и за невреме, поизразен пораен дожд и засилен ветер и грмежи. Дожд не очекуваме многу да падне, сега за сега мислиме дека околу можеби до 15 литри, но ова е краткорочна прогноза за четврток и петок, кога ќе бидат дождовите, ќе разгледаме повторно. Според синоптичарите, најавеното нестабилно време не може да се каже каде ќе биде. Првично е најавено за југоистокот на земјата. Тешко е да се каже нестабилно време точно каде ќе биде невремето, меѓутоа можеби југоисточните, меѓутоа пак да кажем, има многу енергија во атмосферата, има влага и е загреана, што значи има услови за нестабилност со пораен дожд или може само умерен дожд да биде, засилен ветер и грмежи. Точно каде ќе биде не можеме со сигурност да кажеме. Според последниот извештај за пожари од страна на Центарот за управување со кризи, регистрирани се 7 пожари на отворен простор, 3 се активни, 2 се ставени под контрола, 2 се изгаснати. Ваквата сува вегетација во комбинација со ветер се одлична подлога за пожари. Затоа треба да бидеме внимателни со фрлање на отпушоци, исто така и со палење на огнови на отворено. Пред се, внимателни треба да бидат земјоделците кои палат стрништа во овој период, бидејќи тој пожар може да има катастрофални размери, порачуваат од Дирекцијата за заштита и спасување. Професорот од Факултетот за земјоделски науки и храна, Миле Марковски, објаснува дека палењето стрништа како причина за големи пожари се штетни во екологијата, но и за самата почва, и таа навика не помага во подобрување на земјата, исто така е казниво по закон. Нашите земјоделски производители треба да стрништата, остатоците од жетвата треба да го третираат како ресурс кој што треба да се враќа во почвата за да ги подобри сите оние својства на почвата кои што се губат или се нарушени во текот на различни вегетации и временски период кои што се користат. Затоа што со палењето на стрништата се губи органскиот јаглерод, органската материја, се намалува потенцијалот на почвата за складирање на јаглерод. Се зголемува концентрацијата на CO2 во атмосферата. Градоначалниците на Крива Паланка и на Делчево објаснија дека пожарите на депониите се ставени под контрола.
А поради топлотниот бран, здравствените власти алармираат граѓаните непотребно да не се изложуваат на високи температури и да се придржуваат до препораките. Во изминатото денонокие итната помош имала зголемен број интервенции на терен. Голем дел од нив за колапси, но и за сообраќајки. Деталите ги има Сања Трајковска-Ставров. Колапси на улица, сообраќајни незгоди и нагло влошување на хроничните заболувања кај дел од граѓаните. Топлотниот бран го зема данокот во здравје, барем според повиците на итната медицинска помош, која само во изминатото денонокие интервенирала на терен на над 60 различни локации во Скопје. Оттаму апелираат до граѓаните да не излегуваат без потреба во најжешкиот период од денот, вода да се пие постојано, дури и кога не се чувствува директна жет. Превенцијата, велат, започнува со навремена грижа за себе. Во изминативе 24 часа екипите на итна медицинска помош реализираа вкупно 66 интервенции. Меѓу нив се издвојува една сообраќајна незгода при која интервенираа 3 наши екипи, како и повреден моторциклист. Евидентирана интервенција пред банка за лице пријавено како дезориентирано, имавме случај на колапс, пат од сопствена висина, како и интервенција во хотел. Од Институтот за јавно здравје велат дека освен да се носи лесна облека, мора да се избегнува напорна и физичка активност преку ден од 11 до 17 часот. За повозрасните граѓани препораките се и да избегнуваат користење на шпорет, рерна и други уреди што дополнително го загреваат домот во периодот од 13 до 17 часот. Затоа што сепак ствараат поголема топлина и може да влијаат негативно. Исто така треба да се знаат и основните симптоми кои што може да бидат. Тоа се вртоглавица, главоболка, без сознание, соодветно може да се појави мускулен грч, кој што мускулниот грч ако се јави до 1 час и ако не се регулира со ладна вода и доволно хидрирање, тогаш дополнително треба веднаш да се викне итна медицинска помош. Во меѓувреме, граѓаните што ги затекнавме на улица Напладне, велат дека периодов се разладуваат кој како знае и умее. Некои одат покрај река, други на планина, а сите се трудат да ги слушаат советите, но обврските не се завршуваат од дома. Јас сум од Прилеп, со топло време одам на река Црна, вистина и викам. Јас со душа појдам, чекам сега да си појдам дома во Прилеп. Поладно е во Прилеп. Жешко е на Црна е убаво, свежо е. Пријатно. Планинарам. Најмалце 2 до 3 пати неделно. Недела е обавезно и сред недела уште 2 дена се тока цела Македонија по планини. Ги почитувате ли овие препораки што се да не се излегува ако нема потреба? Па обично не излегуваме, пензионери сме и... Ама ако мора да... Ако мора. Според климатскиот мониторинг на Европската Унија, првите 2 месеци од летово во Западна Европа се најжешките досега, додека континентот се подготвува за уште еден топлотен бран. Лето како подвршник. Иако се смета дека е најтоплото досега, научниците предупредуваат дека ќе биде можеби најпријатното со оглед на тоа што ни следува во иднина. Температурите од година во година ќе се зголемуваат. Ваквите топлотни бранови ќе бидат уште подолготрајни и со поголем интензитет. Со тоа и ризикот по здравјето на граѓаните ќе се зголемува. Големо намалување на цените на дериватите. По неколку неделен раст, од полноќ цената на дизелот паѓа за 8 денари. Со новата одлука на регулаторната и оваа недела се намалува и цената на бензините, и тоа за 4 денари за литар. Новите намалени цени се пресметани со пониските акцизи. Сите детали ги има Сандра Спасовска. Горивата од ноќеска на полноќ значително поевтинуваат. По речиси месец и половина постојан раст на цените со последната одлука на регулаторна. Литар дизел од ноќеска на полноќ поевтинува за 8 денари. Намалување е забележано и кај бензините, и тоа за 4 денари по литар. Па од тука новата цена на 95-ка ќе изнесува 87, додека на 98-ца 89 денари за литар. Од полноќ литар дизел пак ќе се точи по цена од 91,5 денари. Со оваа одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтините деривати во просек за 5,81% во однос на малопродажните цени на нафтините деривати, утврдени на 4.8.2026 година.
се наведува во образложението на регулаторна. Од владата за Канал 5 велат, се додека на сила е кризната состојба, акцизите ќе се нивелираат согласно закон. Во моментов во пресметките на регулаторна и оваа недела се вкалкулирани намалени акцизи, и тоа за 2 денари кај бензините и за 4 денари по литар кај дизелот. Премиерот Мицкоски минатата недела повтори дека поради владините политики, земјава откако е почната војната на Блискиот Исток, има најниски цени на горивата. Понудивме на пазарот најниски цени за горивата и на тој начин 50% во одредени денови се зголеми потрошувачката на горивата поради притисокот кој што го правеа граѓаните од соседните земји. Отприлика по половина евро по литар понудивме поевтини горива споредбено со тоа што го има соседните земји. Па дури и во одредена мерка со одредени соседи, таков е случајот и сега. Инаку на светските берзи денеска барел се тргува по цена од $84. Цените на берзите варираат поради неизвестноста околу договорот за повторно воспоставување на поморски сообраќај низ Ормудскиот теснец, кој е еден од најважните енергетски коридори во светот. СДСМ со кривична за водата во Гостивар. 22 дена граѓаните на Гостивар пиеле отровна вода. Власта тврди, 400 анализи за водата во Гостивар се криеле. Јавното обвинителство треба да го истражи молкот на Филип Чек. На само 3 дена пред подпишувањето на рамковниот договор на 10 август 2001 загинаа 8 припадници на резервниот состав на Арама, а уште 8 мина беа повредени. Откако тоа утро армискиот камион згази на 2 противтенковски мини кај местноста Љуботенски Бачила. На 25 годишнината од масакрот, општината Ѓорче Петров, кај споменикот на бранителите во Волково, организираше централна комеморативна манифестација. Политичарите во нивните пораки потсетија на нивната жртва, но и на цената на мирот и слободата. Дејан Србиновски. Волни и неволниците, свесни и несвесни, човекољупче. Звукот на химната, длабок поклон пред споменикот. Иако помина четврт век, времето не ја брише болката и спомените за 8 македонски бранители кои трагично загинаа кај Љуботенски Бачила. Недалеко од местото каде што згаснаа нивните животи во селото Љубанци, пред споменикот подигнат во нивна чест, свежо цвеќе положија семејствата на загинатите, граѓани и бројни делегации. Поминаа 25 години, но за оние што ги испрати и никогаш не ги дочекаа да се вратат дома, болката останува иста. Благица Златевска, мајка на Ивица Златевски, најмладиот меѓу 8 загинати, кобното утро го чекала синот да се врати дома, но наместо него пристигнала најстрашната вест. Што буди? Све болови на родителите. Татко му отиде 17 година како цркна по сина. Син ми 25 години. Ја останав мајка да се бори. Све да му давам почити на мој син. Председателот на одборот на бранителите, Мари Најдов, во своето обраќање, истакна дека кобниот ден никогаш нема да го забора и дека се уште ги памети раскажувањата на преживеаните за моментите по експлозијата. Ја бев командант на Попова шапка. Као што се случи Карпалок, тогај одлично се сеќавам кога збесна бранителите од Прилеп, они беа на позициите на Попова шапка, кога збесна со право. Војна е, се гине. Кои се тие кои што вистински ги боли за бранителите? Тоа се бранителите кои што знаат што е тоа и тоа се родителите и роднините на погинатите. Најдов посочи дека заложбите на власта за подобрување на статусот на македонските бранители се позитивни, но дека секогаш има простор да се направи повеќе, особено кога станува збор за семејствата и најблиските на загинатите бранители. Жртвата на бранителите не е само дел од минатото. Таа е трајно потсетување дека мирот, слободата и безбедноста имаат своја цена, наведе премиерот Христијан Мицкоски во објава на Facebook по повод 25 годишнината од загинувањето на македонските бранители кај Љуботенски Бачила. Почит кон загинатите одадоа делегација од кабинетот на председателката Силјановска Давкова, како и владина делегација предводена од вице-премиерот Николовски и представници на Сдруженијата на бранители.
На 10 август 2001 година, при активирање мина на патот на Љуботински Бачила, животот го загубија припадниците на резервниот состав на армијата. Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав Настевски, Маријанчо Бошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски. Состојбата во Гостивар, според надлежните, се подобрува, но сепак водата за сега се уште не е за пиење. СДСМ денеска поднесе кривична пријава за министерот, директорката на ИЈЗ, како и првите луѓе на инспекторатот и Тетовскиот центар за јавно здравје, за, како што велат, системските пропусти и непостапувања од страна на здравствените институции. Од ВМРО ДПМН пак велат дека проблемот со небезбедната вода во градот не е од сега, туку е последица на, како што тврдат, децениска негрижа на локалните власти. А претходната власт на СДСМ со години замижувала. Јана Јосиповска со деталите. Состојбата со водата во Гостивар се подобрува, но се уште останува неизвестно кога гостиварци би добила целосно чиста вода за пиење. Од Централниот кризен штаб уверуваат дека е потребно време за целосна стабилизација. До кога не се знае. Од Центарот за јавно здравје во Гостивар вела дека секојдневно се земаат примероци, а овие денови очекуваат да се стабилизира и состојбата со хлорот. Во меѓувреме, партиите продолжуваат со меѓусебни прозивки за тоа кој е виновен за небезбедната вода за пиење во Гостивар. Од СДСМ денеска поднесоа кривична пријава против министерот Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Андоновска, како и директорите на Државен санитарен и здравствен инспекторат и Центарот за јавно здравје Тетово, Лазов и Амети, заради, како што тврдат, неодговорност за труењето во Гостивар. Се задоцнило и со реакцијата. 22 дена граѓаните на Гостивар пиеле отровна вода со фекалии. Дури Центарот за јавно здравје соопштил дека водата е исправна за пиење. Крија информации за водата од граѓаните, никогаш не беше објавена ни една анализа или извештај. Сите овие непостапувања доведоа до сериозни и тешки последици за здравјето на граѓаните на Гостивар. Филипче, поради кој со години гостиварци пиеле небезбедна вода, нема право да морализира за случајот, одговорија од ВМРО ДПМН. Од владеачката партија велат дека овој проблем во Гостивар не е од денес, туку е од децениската негрижа на локалните власти, како и градоначалникот кој според нив бил поддржан и од СДСМ. Филипче и СДС требаше сега, кога имаат градоначалник кој отворено го поддржаа во Гостивар, како и кадри кои предводат локални институции да го решат проблемот со водата, а не да политизираат. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, во рекорден рок обезбеди техничка вода за користење, а секојдневно граѓаните на Гостивар добиваат флаширана вода за пиење. Јавното обвинителство треба да го истражи молкот на Филипче и власта на СДС, која дозволила гостиварци да се трујат со години. Загадувањето на водата во Гостивар во моментов го истражува јавното обвинителство. Одреден е 30-дневен притвор за директорката на Комуналец и двајца раководители. Тие се сомничат дека сториле тешки дела против животната средина и природата, кога поставиле пумпи во надворешен канал, кои внесувале вода во градската мрежа. Покрај обвинителството, предмет по сопствена иницијатива, отвори и народниот правобранител. Во Гостивар здравствениот систем реагираше навремено. Пациентите добија соодветна здравствена грижа, јавноста беше информирана за состојбата. Здравјето на граѓаните не смее да биде предмет на дневно-политички пресметки, согласија од Министерството за здравство. Во соопштението велат дека ја почитуваат законската можност секој да поднесе пријава доколку смета дека постои основ и дека истовремено очекуваат надлежните институции професионално, темелно и неселективно да ги испитаат сите наводи од пријавата. Од Министерството додаваат и дека основното обвинителство веќе постапува по случајот. Министерството и сите надлежни здравствени установи целосно ќе соработуваат и без одложување ќе ја достават секоја побарана информација, анализа и документација. Сметаме дека обидите на СДСМ случајот да го претвори во партиска тема не придонесуваат за утврдување на фактите. Наместо политички квалификации през конференции, потребно е да им се овозможи на надлежните институции непречено да ја завршат постапката, информира од Министерството.
Откако Уставниот суд за прв пат пријави судија за непочитување судска одлука, активирајќи го механизмот за заштита на сопствените одлуки, во правната фела се отворија дилеми за тоа кон што води потегот на Уставен. Афродита Рамос со детали. По летните одмори, Судскиот совет се очекува да расправа за решението на Уставниот суд, кој ги извести дека судија од Основниот граѓански суд Скопје не ја почитувал нивната одлука која е наложила повторување на постапката за предметот на новинарката Наташа Стојановска. Уставниот суд го достави ова решение за понатамошно постапување до Судскиот совет и јавното обвинителство, при тоа напоменувајќи дека конечноста и извршноста на одлуките на Уставниот суд се заштитени и со кривично правни санкции. Но во меѓувреме, во јавноста, правната фела ја отвори дилемата дали со овој случај Уставниот суд ги пречекорил неговите надлежности и дали се работи за потенцијален притисок врз судската независност и автономија. Адвокатката Сузана Јошевска-Настасовска, која е и член на Судскиот совет, со објава на социјалните мрежи, вели дека овој случај може да воспостави потенцијално загрижувачки преседан. Испраќањето одлука на Уставниот суд до Судскиот совет за понатамошно постапување во која толкување на процесен закон од страна на редовен судија во се уште незавршена постапка се квалификува како неизвршување на одлука на Уставен суд со имплицирање на кривична одговорност, според мое лично мислење, отвора сериозни прашања за границите меѓу уставната контрола и судската независност. Би рекла дека допира и прашање на можен институционален притисок. Адвокатот Давидовик смета дека Уставниот суд во конкретниот случај, како што вели, прави опасен чекор кон пречекорување на неговите уставни надлежности и отворено се обидува да се наметне над редовното судство, преземајќи улога на надсудски орган. Адвокатот Владимир Туфегик пак посочува дека за вакви случаи потребни се едукации на судиите преку што би се воедначила судската пракса. Очекува во најмала рака Уставниот суд токму поради овој предмет и одлука, наместо барање кривична одговорност на судија, да укаже за потребата судовите и Академијата за судии и јавни обвинители да спроведат обука и едукација на судиите. Од друга страна, универзитетскиот професор Јовеке Кеновски оценува дека решението на судот не треба да се толкува како одбрана на Уставниот суд како институција, туку во случајот се брани уставот, хиерархијата на правниот поредок и владењето на правото. Како што претходно појасни председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, судот за прв пат го активирал механизмот за заштита на сопствените одлуки, откако судијата од Основниот граѓански суд Скопје, повикувајќи се на Законот за парнична постапка, навел дека одлука на Уставниот суд не може да биде основ за повторување на постапката како нов факт или доказ. Според Костадиновски, со непочитување на одлуките на Уставниот суд, како што изјави, се губи смислата на постоењето на уставното судство. Во конкретниот случај се работи за предметот на новинарката Наташа Стојановска, по кој Уставниот суд утврди повреда на слободата на јавно изразување, а се однесува на настаните во собранието од 27 април. Во Вести Плюс, во продолжение на Канал 5, гостува Максим Димитриевски. Со него ќе разговара Александар Видиновски. Благодарам за вниманието и пријатна вечер.